Како што можевте да слушнете и од самата најава, почитувани фолк пријатели, во денешното издание на музичката емисија Мегафолк ќе се дружиме со песната на Орхидеја, група Орхидеја од Прилеп. Со мене тука е членот и фронтменот, можам да речам, на оваа група, Рубин. Рубин, здраво и добре ни дојде во Мегафолк. Здраво и добро ве најдов. Рубин, знам дека група Орхидеја е добро позната на македонската фолк сцена, меѓутоа еве за почеток ајде да се потсетиме која всушност е групата Орхидеја. Па вака, значи групата Орхидеја е, како што кажавте, од градот Прилеп. Се состои од 5 члена. Женски вокал, мојата сестра Белјана, јас Рубин Котески, клавиатури и вокал, тапани Диме, бас гитара Маѓан и кларинет и саксофон Панче колегата. Колку време сте на македонската фолк сцена? Па на македонската фолк сцена преку 20 години сме. Сигурно дека за толка временски период имате и богат репертуар и богат опус. Колку што ја следам вашата музичка кариера, знам дека многу песни посветувате, односно ги препејувате старите македонски изворни песни и секако вашите настапи на фестивалите се забележителни. Може ли еве да направиме еден рекапитулар на сите ваши еве поважни активности кои што сте ги имали изминативе 20 на години? Па нормално, значи како што кажавте, ние сме негователи на прецена македонската музика. Значи снимаме чисто македонска музика, не одиме со нас, знаете, препеани музички песни, дали бугарски или вакви, такви не. Значи, ние игруваме македонската музика, стара македонска музика, настапуваме на повеќето фестивали со наши, нормално, новокомпонирани песни во македонски стил. При крај, значи, нашето CD, очекуваме за многу кратко време да го издадеме, значи, со комбинирано со препеани старомакедонски песни и наши новокомпонирани песни. Сигурно дека бидејќи сте член на една група каде што членувате и самите кажавте повеќе членови, што еве преферирате кога настапувате во живо? Дали можеби тоа е, да речеме, еве зависи од публиката која што во моментот ве слуша, или можеби си имате свој репертуар па публиката го прифаќа тоа? Кога и за вас еве е полесно да се свири? За нас, значи, ние преферираме секаква музика. Српска, македонска, каква што сака публиката, така. Споменавте музички албум, дека веќе е на повидок, дали е тоа првиот или можеби претходно имавте издадено и други? Па претходно имавме еден албум, меѓутоа од тогаш мојата сестра не пееше со нас. Издаден само како Орхидеја бенд, без вокалот на мојата сестра, а ова ќе ни биде второ CD, комплет со мојата сестра. Така, што се однесува до вашите авторски песни, има ли можеби автори и композитори во вашата група или соработувате и со други автори од македонската естрада? Па соработуваме со автори од македонската естрада, композитори, значи можам да ги набрам тука Зоран Џорлев, негова песна. Имаме текстови, например Бранко Николовски, негов текст. Моме исто имаме текстови земано од кај тие текстописци. Така, и за крај, Рубин, бидејќи нели пред нас се веќе и летните одмори, дали група Орхидеја летово ќе одмара или можеби ќе биде работно ова лето? Па работно ќе биде. Значи имаме многу свадби и така. Да. Дали можеби некој авион ќе ве однесе и надвор од нашата земја? Па за сега не, за Нова година бевме Германија, пред тоа Австрија, Виена. Здравје Боже, не знаеме понатаму. Рубин, благодарам што одвои време да бидеш со нас во музичката емисија Мегафолк. Ќе ви посакам успешно работно лето и се разбира посветете малку време и на вас да одморите, бидејќи од есен следува нова тура на свирки и секако празниците кои што потоа доаѓаат. Благодарам уште еднаш и многу успех понатаму. Благодарам и до вас за вашата покана, за учество во вашата прекрасна телевизија.
Почитувани фолк пријатели, не ја менувајте фреквенцијата, следува убава македонска песна во изведба на Орхидеја бенд од Прилеп.